Ај, кажи овие кои се? Почитувани љубители на кошарката, Vibe Production и Pizza и Cake Service Јани FM и оваа сезона се виновници затоа што вие ќе го следите екипата на КК Тетекс на YouTube каналот на Тетовски спорт. Едноставно најдобрите во градот соработуваат со најдобрите во градот. YouTube каналот Тетовски спорт пренесува голем број на надпревари на тетовските екипи, а секако поддршка при преносите на надпреварите на КК Тетекс се тука Pizza и Cake Service Јани FM и Vibe Production. Нормално со кафе барот Vibe. Шампионот од минатата сезона во третата машка кошаркарска лига, екипата на КК Тетекс, тргне прва во напад. Во првите 5 за домачините капитенот Костовски, Теофиловски, Шуменковски, Крстевски и Крстевапски. Веднаш загубена топка кај гостите со топка со број 9 Богатиновски, заедно со него во поторката Јаневски, Трпевски, Арсовски и Стојановски. Само што го спомнав, Богатиновски со први поени на овој надпревар, а ќе има и дополнително слободно фрлање. Не забележав точно кој направи фаул. Делегат на овој надпревар ни доаѓа од Гостивар Предраг Исаиловски. Суди на овој меч се Стојан Митев и Петровски и Петровски. Теофиловски со топката, Богатиновски претходно успешен во дополнителното слободно фрлање. Шуменковски, Крстевапски во продор. Неуспешен Вапски, сега фаулиран од играчот со број 11, тоа е Арсовски. Прв прекршок на Арсовски. Вапски успешен во првото слободно фрлање. Во минатите 2-3 сезони, како што ја следиме екипата на КК Тетекс, тој беше со некаде 50% успешност од зад линијата слободни фрлања, сега 2 од 2. Изминаат 50 секунди, гостите со водство 3:2. Капитен на екипата на Ангели со топката со број 14. Неуспешен, тоа беше Стојановски. Сега Теофиловски. Убав дриблинг на Теофиловски на втор обрач. Штета, висок скок на Богатиновски. Прилично висока постава на гостинската екипа. Зборуваме за второлигашки услови. Под кошот Вапски го фаулира Стојановски, топка од страна за гостите. Втор фаул на екипата на Тетекс во оваа четвртина. Со број 7 Јаневски вади надвор. Повторно топка до капитенот Стојановски, сега со број 7 во последните секунди од нападот. Со број 7, тоа беше Јаневски, запишува први поени. Се слушна само мрежичката во салата 8 септември во Тетово. Сега Шуменковски вади до Вапски. Убава финта на Крстевапски, сам до крај. Поени за Крстевапски. Трпевски. Богатиновски, сега он за 3. И моди на почетокот на гостинските кошаркари, втора нивна тројка. Зголемуваат на 9:4. Крстевски сега. Шуменковски. Шуменковски во игра 1-1, вади до Костовски.
Kostovski su елементи на чекори, пробив на капитенот Костовски, успешен. Владимир Костовски, не се дава ветеранот, стисна заби и оваа сезона ќе настапува во екипата на Тетекс. Трпевски повторно до Богатиновски, на блок му приоѓа капитенот Стојановски. Преагресивен во одбраната Крстевски. Трет фаул за екипата на Тетекс во оваа четвртина. Јаневски ја уфрла топката во игра до Трпевски. Богатиновски. Повторно со број 7 Јаневски. Ова беше за 2. Ја освојуваат текстилците оваа топка во борба под обрачите. Старата болка за екипата на Тетекс. Борба под обрачите со скокот. Недостасува оваа сезона еден висок играч. Имаат едно појачување од Скопје. Екипата на КК Тетекс кој што не е присутно на овој надпревар. Сега Вапски промашува. Убаво сече тамо Крстевски. Изминаа 4 минути од првата четвртина, резултатот на семафорот 6:9. Саме Шуменковски во голот. Заборавен! Први поени за Марио Шуменковски на овој надпревар. Со тројка го отвара надпреварот. Трпевски предводи нов напад на гостите. Во пикен поп игра се отвори тамо со број 11 Арцовски до Стојановски. Ја прекинува играта судијата Митев. Се жали над повреда таму капитенот Стојановски кај гостите. Дали е според правилата да се сопре играта или можеби требаше судијата Митев да зачека да заврши оваа акција? Како и да е, само 3 секунди измина од овој напад за екипата на Тетекс. Прв пат во игра Милевски, ќе одмори малку Стојановски. Почувствува сигурно болка во десниот зглоб. Сега Костовски. Вади надвор кон Вапски. Вапски. Обезбеди простор Вапски во под противничкиот рекет. И екипата на КК Тетекс за прв пат во водство. 11:9. Агресивно по целиот терен. Во игра кај гостите играчот со број 1 Здравковиќ. Сега Богатиновски. Премногу ќе беше ова да влезеше. Шуменковски. Теофиловски. Сам оставен за 3. Теофиловски сега! 14:9. Први поени за Теофиловски. Мотивиран на стартот на овој надпревар, како што може да забележиме, и тренерот на домачините Никола Ристовски. Втора сезона за него на клупата на КК Тетекс, првата ја заврши со шампионски пекар во третата машка кошаркарска лига. И експресно екипата на КК Тетекс се врати во лигата на местото кое што секако му припаѓа. Излегува Костовски, на негово место за прв пат Михаил Ценовски. Теофиловски. Крстевски сега. Сега Теофиловски повторно заборавен, но овој пат големо промашување на Теофиловски. Здравковиќ. Каков пас на Здравковиќ. Убаво оди топката во и напад на екипата на Ангели. На време сопрена ова акција. Втор фаул на Крсте Вапски. За прв пат во игра на негово место го чува од фаули на почетокот тренерот Ристовски, Николовски.
Последен со топката играше таму Ценовски. Гостите остануваат во напад уште само 10 секунди до крајот. На овој напад уфрла Богатиновски до Здравковиќ, повторно Богатиновски, убава акција, но со рампа сопрен таму Богатиновски со број 11. Убави поени, први поени се тоа на Арсовски. Намалува на 14 спрема 11. Шуменковски, Николовски. Пробива Николовски до Крстевски. Ролинг на Крстевски, неуспешен. Сега повторно Здравковиќ со топката. Здравковиќ убав пробив, не ја завршува ова акција со поени. Во транзиција губи топка. И сега Теофиловски најспретен. Ја украде оваа топка Теофиловски, не забележав што пресуди таму судијата. Фаул на Здравковиќ. Фаул на Здравковиќ, втора негова лична грешка. Се уште гостите не се излезени во бонус за разлика од домачините. Трет фаул за нив. На точно 3 минути до крајот на првата четвртина имаат уште еден така наречен мал фаул до бонус. Теофиловски. Убави дримлизи на Теофиловски. Го измести од позицијата гостинскиот играч. Ново влезениот Љушич со број 13. Зошто му требаше овој фаул на Николовски кога екипата на Тетекс е во бонус? Ќе бидат тоа две слободни фрлања за екипата на... Така е. Се местија судиите да ја уфрла топката од страна, но записничката маса точно кажува дека екипата на Тетекс е во бонус. Го исполнила бонусот. На 2 минути и 33 секунди до крајот. Здравковиќ на линијата за слободни. Неуспешен во првото. Здравковиќ неуспешен во двете слободни фрлања, останува резултатот 16 спрема 11. Сега Ценовски сам. Убав пробив сега и на Ценовски. 18-11. Богатиновски. Еден на еден Богатиновски со Теофиловски, убава финта на Богатиновски, каков пробив. Под застана го финтираше со шут. Излета тука Теофиловски, потоа Богатиновски го помина. Најрасположен кај гостите со 8 поени. Ценовски. Обид да врати Теофиловски уште еден бунар. Спасува таму Љушич. Успева да префарла топка гостите. Ја сече оваа контра Теофиловски. Се спрема да влезе во играта кај екипата на Тетекс уште еден ветеран. Александар Ѓорчевски со број 11. И те како беше важна неговата улога минатата сезона во последните кола, кога на негов грб ја носеше екипата на Тетекс до две важни победи. А беше и еден од поистакнатите поединци во овој финален надпревар со екипата на Прилеп. Уште еднаш Ценовски на пробив, фаулиран Ценовски од Милевски.
И гостите го исполнија бонусот, но ова ќе бидат секако две слободни фрлања затоа што Ценовски беше фаулиран при обидот за постигнување на поени. Две слободни фрлања за Ценовски. Успешен само во второто. 19-13. Цврсто се игра на двете страни во одбраната. Добра одбрана сега тука на Шименковски, го притиска гостинскиот бек. Љушич со број 13 на влез. Ова влез на Љушич. Први негови поени. 19-15. Николовски. Шуменковски за 3. Се охрабри Шуменковски, промашува. Трпевски. Љушич уште еднаш. Уште еднаш поминува Љушич, овој пат фаулиран. Чисти фаул на Крстевски. Втора негова лична грешка. Љушич успешен во второто слободно фрлање. 19-16, сега пресинг по целиот терен. Шуменковски. Николовски. Николовски до крај блокиран. Таму од Арсовски. Трпевски на спротивната страна. И ова ќе биде проблем за екипата на Тетекс. Трет фаул на Крстевски. А и нови две слободни фрлања, овој пат за Трпевски. Се враќа во игра Крстевапски, кој што и тој има две лични грешки. Како така е гостинската екипа по на водство на екипата на Тетекс. Полека, но сигурно достига тој резултат. Не успеше Трпевски во второто слободно фрлање. Сега на спротивната страна фаулиран беше Крстевапски. Ќе видат тоа две слободни фрлања за Крстевапски. Крстевапски сега промашува во двете слободни фрлања, сега е на 50% успешност, 11, односно 7 секунди до крај. Не го користат гостите овој напад, сепак Трпевски со 2 поени. Израмнува на 19-19. Очигледно е дека тука ќе гледаме неизвесен натпревар до самиот крај. Добро се покажуваат гостите екипата на КК Ангели во овој прв период. А ние да кажеме дека освен надпреварот помеѓу екипата на КК Тетекс и Ангели во ова второ коло на втората машка кошаркарска лига, уште се среќаваат екипата на Куманово 2009 со работнички
2018. Во Велес екипата на Борец Баскет го пречекува Макака Куманово. Во скопската пресметка во Маđари го пречекува вториот тим на МЗТ. Сокол игра против Мега Баскет, а Шкупи го пречекува тимот на Водно Санс. Во минатото коло екипата на Тетекс во првото коло загуби од Макака Куманово со резултат 100:66. Би рекол од првиот фаворит во втората машка кошаркарска лига и првиот аспирант за влез во првата лига, екипата на Макака Куманово, предводена од поранешниот селектор на машката кошаркарска репрезентација на Македонија Марин Докузовски. Како освен играч, подобри играч од Куманово, појачување на тој клуб се и Роберт и Ренато Димитриевски од Гостивар, Маријан Јаневски Мачки од исто така од Гостивар и уште некои други искусни играчи. А ние да кажеме дека овој надпревар го следите благодарение на нашите спонзори, Пица и кейк сервис Јани FM, најдобрата пица и пастрамали во нашиот град, и секако Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во текот на викендот. Само што започна втората четвртина. Ценовски во спрајт акција би рекол се обиде да ја забие оваа топка, наместо да има лесни два за екипата на Тетекс. Михаил Ценовски се обиде со забивање да ја заврши оваа акција, неуспешно. Не е време за атракција. Гостите во можност да поведат во втората четвртина. Трпевски. Со број 10 сега за 3 се обиде и сам ја прифати топката играчот Величковски. И тој само што влезе во игра во надпреварот. Сега Ѓорчевски за 3. Неуспешен Александар Ѓорчевски во првиот негов обид. Трпевски. Оставен сам како дух Трпевски. Среќа излегува оваа топка од обрачот. Останува Трпевски на 3 постигнати поени. Сега Теофиловски. Ѓорчевски. Неуспешен Александар Ѓорчевски ниту во вториот обид. Милевски. Величковски. Милевски. Љошич. Убаво проигрува 2 на 2. Чекори се тоа. Чекори на Милевски. Се заглави под обрачот на екипата на Тетекс. Време е да се врати во игра најефикасниот играч кај гостите, Богатиновски. А нов напад за екипата на Тетекс предводи Теофиловски. Теофиловски пробива. Симјановски до Ценовски, но ништо. Трпевски. Убава асистенција. На крај спасува таму играчот со број 11, Тарсовски. Сам Трпевски таму. Убаво Крстевавски краде топка. Сега Ценовски. Ценовски неуспешен. Симјановски. Неуспешен и тој за 2. Трпевски. Со број 10 Величковски ја казнува одбрана со играч помалку, таму Михаил Ценовски по онаа акција остана на паркетот под противничкиот кош, го казнија тоа гостите. Се бара Вапски под рекетот,
фаулиран од страна на Арсовски. Двојна забена кај екипата на Тетекс, ќе се вратат Шуменковски и Костовски во игра. Деветнаесет спрема 24. Изминаа 3 минути од втората четвртина. Екипата на КК Тетекс нема се уште постигнато кош во оваа четвртина. Костовски до Теофиловски. Пик н рол игра со Вапски, остана Шуменковски сам на страна. Не им оди шутот на текстилците во оваа втора четвртина. Убав пробив сега на се повеќе расположениот играч со број 10 Величковски. Седми негов поен. Ѓорчевски, Вапски, Шуменковски сега. Конечно коши за екипата на Тетекс. 21 спрема 26. Пети поен за Шуменковски. Величковски, Домилевски. Ово е игра против Ѓорчевски. Убаво затвора таму Александар Ѓорчевски. Богатиновски за 3. Убаво одеше оваа топка од позицијата каде што јас коментирам. Промашува и Величковски. Сега Шуменковски. Штета излегува оваа топка. На крајот со нога играше Богатиновски. 14 секунди до крајот на овој напад. Имаше 17, не требаше да биде ресетирано ова време. Како и да е, Теофиловски. Го оставија Теофиловски. Тој поентира под прекршок, намалува на 23-26. Личната грешка ја направи Милевски. Двојна замена сега и кај гостите. Веднаш Милевски излегува од игра заедно со Арсовски. На нивно место Стојановски и Јаневски. Неуспешен Теофиловски во дополнителното слободно фрлање. Убава течна игра на гостинска, губи тука топка Стојановски. Убаво освојува Шуменковски, сега Ѓорчевски во против напад. Ѓорчевски сам. Ѓорчевски фаулиран. Искусно Александар Ѓорчевски. (075-909-000) е телефонскиот број на кој што ја нарачувате највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Од Пица и Кейк сервис Јани ФМ. Секој работен ден имате и превкусни домашни готвени јадења да си порачате. А секако може да си нарачате и од превкусните благи во Пица и Кейк сервис Јани ФМ. Ѓорчевски успешен само во првото слободно фрлање. Сега Богатиновски. Мислам дека престрого досуден фаул сега на Теофиловски над Богатиновски. Но Теофиловски не е оптеретен со фаули. А младите знаат зошто најдобрата забава во текот на викендот е во Music Bar Vibe. Music Bar Vibe кој што прерасна и во Vibe продукција. Реко само да ја испратам овој напад на капитенот на гостите Стојановски. Прв негов кош.
24-28. Kostovski сега. Вапски, Костовски. Вади до Теофиловски. Теофиловски. Неуспешно додавање до Крсте Вапски, од неговата нога топката во аут, ќе биде тоа нова можност за гостите да го зголемат водството. Ѓорчевски се сели на клупата. Крстевски повторно во игра со 3 лични грешки, ќе треба да се чува да не направи во ова прво полувреме уште некоја. Трпевски, Јаневски, Стојановски, Богатиновски. Богатиновски, влез на Богатиновски. Не успеа Богатиновски. Неспортска лична грешка на Стојановски. Не беше толку груп овој фаул, да бидеме рака на срце, да бидеме реални. Спречена беше контрата на екипата на КК Тетекс, можеби исправно беше досудена неспортска лична грешка. Станува Крстевавски. И тој овие години со играње во екипата на КК Тетекс собра доволно искуство за да процени вакви ситуации и да ги искористи на најдобар можен начин. Промашува во првото слободно фрлање. Ако се водиме по статистиката, сега треба да погоди. Така е. 3 од 6 од слободни за Крстевапски. 50%. И за прв пат тайм-аут, овој пат мислам дека и ова е прв тайм-аут на оваа средба, го побара тренерот на гостите. А јас кажував за Music Bar Vibe, кој што заедно со собствениците преминаа во Vibe Production, еден убав голем настане позади нив веќе, организира концерт на Црвена јабука минатиот во вторникот, минатиот вторник, значи во спортската сала Борис Трајковски, односно во спортската сала Јанен Сандански во Скопје во аеродром. Еден преубав настан, преполна сала, им честитаме на тој успех и веќе знаеме дека некаде февруари-март ни приредуваат нешто ново. Кога ќе биде официјално тој настан, ќе кажеме ние и во преносите на кошаркарскиот клуб Тетекс, што ве очекува и од Music Bar Vibe и од Vibe Production. И секако пица и кейк сервис Јани FM, најдобрата пица и пастармајлија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Дваесет и 25-28 на 4 минути и 18 секунди до крајот на полувремето. Шуменковски ќе ја изведе топката од страна. Фаул во напад на Крстевски, четврта негова лична грешка, не му требаше ова. Само што влезе во игра, реков, треба да се чува од фаули. А тој ја прави четвртата лична грешка. Трбевски. Се буди и тетовската публика во добар број на овој надпреваре. Последен со топката играше Теофиловски. Околу 140-150 гледачи го следат овој надпревар.
екипата на КК Тетекс се врати во втората машка кошаркарска лига, каде што им е местото. Стојановски, Богатиновски. Трпевски сега. Трпевски. Освојува топка Крстевски, заглави таму под кошот на гостите Величковски, на домачините Величковски, се извинува. Сега Теофиловски. Екипата на Ангели е во бонус. Шуменковски фаулиран од Трпевски, ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Шуменковски. Кажав, претходно екипата на Тетекс во првото коло загуби во Куманово од екипата на МКК Куманово, предводена од поранешниот селектор Марин Докузовски. Првите фаворити за освојување на титулата во втората лига и враќање во првата лига. Стојановски против Вапски. Мој испадна топката. Крстевски сега. Крстевски. Костовски. Убаво Костовски го поминува Стојановски. Сега застана за 2. Поени без коска за капитенот Костовски. Се буди и он и по подолго време екипата на Тетекс е во водство. 29 спрема 28. Сега Трпевски од крај на крај. И со мала провокација. Трпевски тука пети негов поен. Ја враќа екипата на Ангели повторно во водство, 30 спрема 29 за гостите. Костовски. Вапски. За 3 крсте Вапски. Неуспешен Вапски. И не знам, но во 80-та минута од надпреварот Марио Крстевски го прави петиот фаул и ќе биде до крајот на надпреварот на клупата. Пред 2 минути влезе во игра и за 2 минути направи 2 фаула. Сега фаул во напад на Богатиновски. Нервозен председателот на клубот на Тетекс поради овој фаул на Богатиновски. Нема што тука да им се замери ниту на гостите. Играат добар, цврст надпревар екипата на Ангели од Скопје. Во втората четвртина резултатот 10 спрема 11. Сиромашна со поени втора четвртина, но останува до крајот уште 2 минути 24 секунди. Додека играчите заедно со судијата таму го бришат паркетот, да ги кажеме и резултатите од првото коло, од втората машка кошаркарска лига. Мега баскет на домашни терени совлада другиот тим на Куманово, Куманово 2009 со резултат 121-67. Екипата на Водно Санс поуспешно од Маđари 98-92. МЗТ Скопје поуспешен од Соколи 59-56. Работнички Борец Баскет 75-82 и денешниот противник на Тетекс, екипата на Ангели, на домашен терен загуби од Шкупи со резултат 60 спрема 70. Сепак ова е старт на
првенството во втората лига, има уште многу да се игра до крајот. Верувам дека амбициите на двата клуба се пласман во првите 8 кои што водат во плей-офот. Убав пробав сега тамо на Шуменковски. Судијата Петровски чинам дека покажа техничка грешка на клупата на Тетекс. Или пак на сепак мислам дека беше тоа техничка грешка на Марио Шуменковски, кој што по постигнувањето на кошот бараше и фаул да му се суди. Успешен Љушич од слободните фрлања. На точно 2 минути до крајот на полувремето, резултатот на семафорот израмне 31 спрема 31. А ќе имаме нов напад за екипата на Ангели. Убаво се снајде сега таму со број 7 Јаневски, сега Трпевски. Трпевски. Дриблинзи на Трпевски. Костовски освојува топка. Вапски. Крсте Вапски за 2. Искусно Крсте Вапски. Со тело се ослободи од противничкиот играч. И го постигна неговиот 9 поен. Се буди тетовската публика сега. Трпевски. 10 секунди до крајот на овој напад. Со број екипата на Тетекс и екипата на Ангели го исполнија бонусот. Ова ќе видат 2 слободни фрлања. За Арсовски. Успешен Арсовски во второто слободно фрлање. Теофиловски. Костовски. На блок му приде Вапски. Вапски против Љушич, вади до Костовски. 5 секунди до крајот. Убави финти на Костовски, за 2 неуспешен. Љушич за 3. Оу, какова тројка на Љушич. Од аголот, заборавен сам во салата 8 септември во Тетово. Екипата на Ангели повторно го презема водството 33-35, а сега ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Николовски. Или беше досуден само аут, Николовски се мести на линијата за слободни фрлања. Николовски успешен во првото слободно фрлање. Николовски успешен и во двете слободни фрлања, израмнува на 35-35.
Трпески. Богатиновски. Богатиновски. Арсовски. Арсовски против Теофиловски. Вади до Богатиновски. Убава одбрана на истекот на нападот. Промашува таму Трпевски. Краде топка Богатиновски. Промашува. Уште еднаш. На време постигна поени Богатиновски. Тайм-аут за домашниот тренер Никола Ристовски. Прв тайм-аут за екипата на Тетекс. Жестока борба се води на паркетот во салата 8 септември во економското училиште во Тетово. Топло и времето тука и во салата 8 септември. А ние да подсетиме дека овој пренос го реализираме благодарение на нашите верни поддржувачи Пица и кейк сервис Јани FM, најдобрата пица и пастрамајлија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Vibe Production, кој заедно во соработка со Music Bar Vibe се пријатели на кошаркарскиот клуб Тетекс и на YouTube каналот на Тетовски спорт. Младите знаат зошто најдобрата забава во текот на викендот е во Music Bar Vibe, а секако може да си поминете убави моменти во текот на неделата на едно кафе со вашите пријатели, токму во Music Bar Vibe, лоциран, односно кај старата градинка, поренешниот кафич Ало Ало. Заврши тайм-аутот, 35-37, уште 4 секунди до крајот на првото полувреме. Ценовски. Теофиловски од средината на теренот за малку. Теофиловски и со резултат 35-37. Одиме на полувремето, се гледа дека кошарката во трета и во втора лига не е на истото ниво, но се надеваме дека екипата на КК Тетекс ќе смогне сили и во вториот дел ќе се прикаже во подобро светло. 19-19 во првата четвртина, 16-18 во втората четвртина. По вообичајната пауза од 15 на минути, повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Очекуваме почеток на второто полувреме. На надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Ангели. Првиот напад за текстилците, 35-37. После првите 20 минути, фаулиран Теофиловски на стартот на третиот период. Не знам колку физички ќе може екипата на КК Тетекс да го издржи ова темпо на гостите, затоа што остана и со еден играч помалку во ротација по 5 лични грешки на Марио Крстевски. Сега Шуменковски за 3 неуспешен. Гостите има константно 10 играчи во ротација. Арсовски. Богатиновски. Убаво му краде таму топка. Најпрви Вапски, потоа Костовски. Контранапад на екипата на Тетекс. Убава асистенција на Вапски до Теофиловски. Израмнување 37-37. 9 поен на Теофиловски, колку што има и Шуменковски и Вапски во екипата на Тетекс. Трпевски. Со број 9 Богатиновски. Со број 7 е Јаневски. Јаневски губи топка, можност за контра. Шуменковски. Требаше тука да игра 1-1 побар се Шуменковски. Теофиловски. Убава асистенција за Вапски. Теофиловски сега за 3. Тројка на Теофиловски. На брзина 5 поени на Теофиловски и
Тетекс е во водство 40-37. Едно што е смалена ротацијата кај екипата на Тетекс, второ што и оваа сезона голема болка за екипата на Тетекс е борбата по добрачите, немањето на некој класичен центар. Единствено Крсте Вапски е во таа улога 2-3 години наназад. А на оваа средба не знам дали ќе настапуваат оваа сезона браќата Јаневски од Гостивар, но барем Бранко Јаневски фали во ротација во играта по добрачите. Трпевски е на линијата за слободни фрлања. Трпевски успешен само во првото. Шуменковски. Ценовски. Ценовски на пробив. Вади за Шуменковски. Вапски му прави блок, Шуменковски, Вапски сега. Фолиран Вапски. Во двочекор беше Крсте Вапски. Мислам дека тоа ќе бидат 2 слободни фрлања, така е. Како и на стартот на првото полувреме, така и на стартот на второто полувреме, Крсте Вапски успешен во 2 слободни фрлања, 42-38. Јаневски, Богатиновски, Богатиновски. Број 4, Костовски фаул. На двочекор беше и Богатиновски. Ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Богатиновски. Прво кратко, сега пресилно, Богатиновски неуспешен во 2 слободни фрлања, 2,5 минути измина од втората четвртина, екипата на Ангели постигна само 1 поен. Теофиловски, Шуменковски. Теофиловски, влесна Теофиловски за 2, штета, од непосредна близина Теофиловски не успеа да постигне поен. Трпевски сега, искусно, Трпевски обезбедува нов фаул и нови 2 слободни фрлања. А тоа е трет фаул на Шуменковски. Сега тој и Вапски се со по 3 прекршоци. Добро е, не им одат овие слободни фрлања на гостите. Успешен само во второто Трпевски. Теофиловски. Костовски сега. Дуел со Јаневски, Костовски.
Kostovski za 2. Neuspješan Kostovski, povtorno prihvaća. Fauliran Kostovski od igrača sa broj 4 Trpevski, koji što iznervirano reagiraše na ovo odluka na судите и веднаш доби техничка. Сега треба да имаме едно слободно фрлање за техничката, плюс 2 слободни фрлања за прекршокот над капитенот Костовски. Ќе има уште едно слободно фрлање за Костовски. Еден од 3 овој пат Костовски од линијата слободни фрлања. Штета можеше да ја зголеми оваа разлика на семафорот, кој што во моментов излесува 4 поени. 43-39, 6,5 минути до крајот на третата четвртина. Љушич. Јаневски, Богатиновски, се гради таму Арсовски, со број 1 за 3 поени Здравковиќ. Намалува на само 1 поен пренос, 43-42. Сега Теофиловски, Шуменковски, Бабски, Шуменковски, Теофиловски за 3 во бунар Теофиловски. Убава игра во одбрана на гостите. Арсовски. Арсовски против Теофиловски. Со број 10 сега за 3 Величковски. 10 негов поен се израмнува со Богатиновски кај гостите со по 10 поени. И повторно екипата на Ангели во водство. 45-43. Ценовски сега за 3. Неуспешен Ценовски од аголот. Корац, ова се Чекоричина. Неспорско водење. Некоректно водење од страна на Љушич. Измина половина од третата четвртина, 8-8 резултатот во оваа четвртина. Повторно Ѓорчевски во игра, овој пат на местото на Костовски. Се гради Вапски. Теофиловски. Теофиловски. Може би имаше тука и прекршок. Како и да, израмнува Теофиловски, најефикасен кај домачините, 14 негови поени. Здравковиќ. Љушич. Убаво го проигра таму Арсовски. Убава игра 2-2. Екипата на Тетекс не е во бонус. Дали има проблеми сега таму со семафорот? Судијата Петровски во разговор со записничката маса, ние да кажеме дека овој резултатски неизвесен дуел, борбен дуел, го следите благодарение на нашите верни поддржувачи Pizza и Cake сервис Јани FM и Vibe Production. После изгледа дека времето на семафорот не течело.
Шменковски, Теофиловски. Теофиловски. За 3. Неуспешен Теофиловски, штета. Ја газеше аут линијата Љушич. Нервозен тренерот на гостите, веднаш по оваа грешка го вади Здравковиќ од игра. Заради додавањето кон Љушич. Ѓорчевски сега. Вапски. Се ослободи Шуменковски. Не успеа да погоди, штета. Во контранапад гостите. Убаво положување на Богатиновски. 12 поен на Богатиновски. Теофиловски, Николовски. Николовски за 3. Неуспешен Николовски. И веднаш фаул на Николовски. Може би е време тренерот Ристовски да ги одмори со еден тајм-аут домашните кошаркари. Губа здив, промашуваат. Изминаа 7 минути од третата четвртина. 45-49, но гостите се во ритам во овој период на надпреварот. Богатиновски. Љушич до Трпевски. Се снајде тука Трпевски. За 2 не успеа. Повисок во скокот Крсте Вапски. Шуменковски. Теофиловски. Немаат идеја. Немаат идеја. Солира Теофиловски, му краде топка. Трпевски. Контранапад. Со поени завршува играчот со број 10. Величковски 12 негов поен. Тајм-аут за екипата на Тетекс. Полека, но сигурно гостинските играчи ја преземаат контролата на овој надпревар. 14 спрема 10 во оваа трета четвртина за нив. Имаат поголем број на играчи во ротација, евидентно е тоа. (075-909-000) е телефонскиот број на пица и кек сервис Јани FM, каде што може да ја нарачате највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Може да си порачате и благи од пица и кек сервис Јани FM, а секој работен ден нудат и домашни сготвени јадења. Едноставно најдобри во нашиот град, пица и кек сервис Јани FM, а младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдобро место за уживање во текот на викендот. Најдобрата забава е во Music Bar Vibe, а и местото каде што може да поминете убаво време со вашите пријатели. Music Bar Vibe, кој што преминува во Vibe Production. Се им посакуваме убава и светла иднина во организирање многу успешни музички настани. Надпреварот продолжува. Николовски убаво се ослободи. Застана Николовски. Заглави тамо под кошот. Веднаш контранапад. Чинам дека таму со број 10 Величковски беше фаулиран од Костовски. Подоцна беше онаа рампа на Теофиловски.
Успешен во двете слободни фрлања Величковски. И сега може да видите дека физичката снага е при крајот кај екипата на КК Тетекс, кога Крсте Вапски ја пренесе оваа топка на противничката половина, а гостите многу лесно по освоената топка стигнува до противничкиот кош. Класична контра. Со поени ја заврши Величковски, 14-ти негов поен. Сега Николовски. Костовски. Николовски за 3. Неуспешен Николовски. Контра напад. Сега Николовски успешен во скокот. Со нога играше Трпевски. 55-10 поени предност за гостите на една минута до крајот на третата четвртина. А тоа не е ниту најлошата вест за екипата на Тетекс, која што делува безидејно во овие моменти, со никаква концепција во нападот, со помалку играчи во ротација, за разлика од гостите кои што цело време менуваат, имаат барем 10 играчи во нивниот ростер. Единствено од овој состав, како што забележувам, Макревски со број 6 до сега не влезе во игра. Сега Костовски со чекори. Десет поени предности, напад за Ангели. Трпевски. Покажува судијата Петровски дека тоа е фаул долу, што вреди тоа кога екипата на Тетекс го исполни поносот, ќе биде тоа две слободни фрлања за играчот со број 4 Трпевски. Добро игра Трпевски на овој надпревар, иако има постигнато само 7 поени. Сепак добро ја води екипата како плеймейкер на гостинскиот тим. А и Трпевски со овие слободни фрлања некако половичен. Успешен само во второто. Ценовски. Бабски. Убава додавање до Шуменковски. Мислам дека имаше тука фаул. Убаво краде топка сега Теофиловски борбено. 10 секунди до крајот на третата четвртина, треба до крај да зачуваат топката. Теофиловски. Бабски. Бабски. За 2, неуспешен. Кога игра екипата на КК Тетекс против некоја екипа на домашен терен, а противници им се екипа од Скопје, а имате судиска тројка исто така од главниот град, тогаш во најмала рака што може да очекувате е некое коректно судење, ниту на една, ниту на друга страна. Тука во последниот период во третата четвртина гледаме дека на неколку пати судиската тројка Митев Петровски
Им прогледува низ прсти на гостинските кошаркари, не им суди фаули, иако преагресивно играат во оваа трета четвртина. Како и да е, не е само до судиите, рековме дека можностите на екипа на Тетекс, бројот на играчи со кои што располага на овој надпревар, а бројот на играчи со кои што располага Ангели е сосема поинаков, тоа се и можностите. Сепак до крај ќе го проследиме овој надпревар од второто коло втората машка кошаркарска лига на YouTube каналот на Тетовски спорт, благодарение нашите верни подржувачи пријатели Пица и кейк сервис Јани ФМ. Ја нарачувате најдобрата и највкусната пица и пастрмалија во нашиот град на телефонскиот број 075-909-000 и секако Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место во нашиот град да го поминат нивното време. Богатиновски, сега екипата на Тетекс за прв пат во зона. Крсте Вапски со нов скок. Теофиловски. Вапски. Шуменковски. За два. А може би овие поени на Шуменковски малку ќе разбудат домашните кошаркари. 47-56. Да видиме како оваа зона ќе вроди со плод кај домачините. Мислам дека се бунат домашните кошаркари, дека Арцовски заспа во рекетот таму. По домашниот рекет. Или 3 секунди, или се бунат заради тоа што сметаат дека ова немаше прекршок. Според критериумот што го наметна судиската тројка, ова и не требаше биде прекршок, затоа што вакви контакти на спротивната страна имаше многу во третата четвртина, а не беше досуден фаул. Арцовски промашува во првото слободно фрлање. Арцовски промаши двете слободни фрлања, што би рекол прославениот NBA ас Чарлс Баркли, топката никогаш не лаже. Па ете, топката е сега во рацете на екипата на Тетекс. Може би време за уште еден влез на Шуменковски, сепак вади до Костовски. Шуменковски за 3 сега. Штета. Не погоди Шуменковски. Богатиновски. Трпевски. Смирува Трпевски. Љушич. Арцовски за 2. Неуспешен Арцовски. Теофиловски. Ценовски. Ќе игра 1 на 1 Ценовски. Блокиран Ценовски од Величковски. Четврта лична грешка и на Владимир Костовски. Богатиновски. Арцовски. Трпевски. Трпевски вади до со број 10. Промашува таму Величковски. Старата болка на екипата на Тетекс. Скокот по добрачите. Неколку сезони наназад немаат висок играч кој ќе ги прибира овие топки. Тоа е тоа. 14 поен на Величковски. Шуменковски сега. Фаулиран, тоа ќе бидат 2 слободни фрлања.
47-58 го држат ова водство од 10 поени гостинските кошаркари. Шуменковски е успешен во првото слободно фрлање. Неуспешен во второто. Убаво пренесуваат топка кошаркарите на КК Ангели. Трпевски, Арсовски, Љушич за 3. Нема поени. Шуменковски. Штета и ова го промашува Шуменковски, сега Арсовски на спротивната страна, убав пас на Арсовски за Богатиновски. 16 поен на Богатиновски, зголемува на 48-60. Штета можеше да биде поинаку. Теофиловски. Жива топка му краде Љушич на Ценовски. Трпевски. Богатиновски. Се прошета во противничкиот рекет. Богатиновски, 18 негов поен, најефикасен на надпреварот. Сега за 3 неуспешен Теофиловски. Екипата на Тетекс со само 13 постигнати поени во второто полувреме. 10 во третата четвртина, сега само 3. Арсовски промашува, Трпевски за 2, убави поени на Трпевски. Зголемува на 48-64, тайм-аут за домашниот тренер Никола Ристовски. 10 поен на Трпевски. Полека, но сигурно, гостите го приведуваат овој надпревар во мирна завршница, што се однесува до нив. На екипата на КК Тетекс им останува да се обидат нешто да направат во наредните 5 минути 28 секунди до крајот на надпреварот. Реков и претходно, очигледна е разликата во квалитет помеѓу третата и втората кошаркарска лига. Екипата на Тетекс е речиси со истиот состав како и минатата година, а на оваа екипа им треба барем 2 засилувања, и тоа на играчи кои што ќе ја зацврснат играта по добрачите. Но што е тука е Pizza и Cake Service, Јани FM и Music Bar Vibe, се нашите верни пријатели потржувачи, најдобрите во нашиот град. Некако и исцрпени се и домашните кошаркари. Николовски и Симјановски сега во игра. Кај екипата на Тетекс, Костовски, Ценовски надвор од игра. Шуменковски. Николовски. Теофиловски. Чекори на Теофиловски. Кога е во прашање екипата на Тетекс, се гледаат судиите од Скопје. Трпевски.
искусно. Величковски за негови 16 поени. Теофиловски. 1-1 против Арсовски. Убаво си направи простор на Јоване. Не влезе, штета. Почувствува Грч. Сега иста ситуација беше и како во првото полувреме кога се повреди еден гостински кошаркар. Тогаш судиите го допреа над преварот. Сега, кога се пожали на болка Теофиловски, над преварот продолжи. 2 поени постигна на спротивната страна Љушич, 9 негов поен. Судиите не го прекинаа над преварот. Ете, таков е судискиот критериум на овој надпревар. Само го потврдуваат она што пред малку го реков. Дека кога е во прашање екипата на КК Тетекс, се гледа, грешка во чекори, двојно водење, фаул во напад, не се гледаат контакти на противничките кошаркари кон играчите на Тетекс, а на спортивната страна секој контакт се судеше како фаул. Не се прекинуваше над преварот кога домашниот кошаркар беше на паркетот. Но тоа не е причина за ова убедлива предност на екипата на КК Ангели. Да бидеме реални сега и ние. Не се ни криви ни гостите. Тие заслужено ќе го добијат овој надпревар. Моментално резултатот на семафорот 48-66. Велам, може би немаше потреба за една ваква помош на судиската тројка од Скопје. Николовски. Симјановски. Ценовски. Шуменковски. Симјановски. Измина времето за напад, се подзаборавија домашните кошаркари. 4 минути до крајот на надпреварот, 48-68. Богатиновски. Во дуел со Ценовски. Арсовски до Љушич, убав ролинг на Љушич. Овав пробив на Љушич, нови негови поени. 11 кош на Љушич. Убедливи 70-48 во моментов. Шуменковски уште еднаш промашува. Богатиновски. Убаво оди оваа топка во нападот на гостите. И она што го кажував. Цел надпревар, гостинскиот тренер само постојано ги менува кошаркарите. Секој нивни играч игра свежо во нападот и во одбраната. Конечно поени и за екипата на КК Тетекс, 50-48, 50-70 се извинувам. Само 5 поени на екипата на Тетекс во последната четвртина. Сега Јаневски со 5 поен. Фаулиран беше и од Ценовски, ќе биде тоа дополнително слободно фрлање. Уште една извена кај гостите, излегува Трпевски, заслужено одмор за Трпевски, на негово место Здравковиќ.
на 2,5 минути до крајот на надпреварот. (50:72). Неуспешен Николовски. Почитувани љубители на кошарката и на спортот на каналот на Тетовски спорт. И оваа сезона ќе ги следите надпреварите на КК Тетекс во рамките на втората кошаркарска лига, кога е во прашање домашниот терен, благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Pizza и Cake сервис Јани FM и Vibe Production. Остануваат уште формално 2 минути до крајот на овој надпревар. Домашните кошаркари продолжуваат да промашуваат. Гостите мирно во напад. Љушич оставен сам во салата. Тројка како капка на Јаневски. Негов 8 поен. Ќе треба многу поголем труд и на тренинзите и на надпреварите на екипата на КК Тетекс, ако сакаат рамноправно да се надпреваруваат во оваа втора лига. (50:75). Лазами во игра прв пат и кај домачините, без заслужи он да ги доигра овие минута и пол до крајот на надпреварот. Николовски. Губи топката Николовски, повторно ја освојува. Вапски сега. Вапски за 2. И овој шут излегува од обрачот, неверојатно. Само 15 поени во второто полувреме на екипата на Тетекс. Со толку постигнати поени не може ништо друго да се очекува, освен порази во второто коло. Втората машка кошаркарска лига го очекуваме само конечниот резултат. Во моментов 50:77. Николовски. Лазами за 3. Промашува и тој. Оставија го. Сега кога имаше очигледен прекаршок од Крсте Вапски, судиите не досудија ништо. Ете како можат судиите со нееднаков критериум некогаш. Они сега наместо да судат чисти фаул на Крсте Вапски, не досудија ништо. Се изнервира за тоа гостинскиот кошаркар, со право, би рекол. Најпрвен Милевски го откур на Крсте Вапски, овој нервозен поради тоа, го фаулираше гостинскиот кошаркар, судиите не досудија ништо, само додаваат ога нова игра, непотребно, на 13 секунди до крајот на надпреварот. Порази во второто коло на екипата на КК Тетекс. Јаневски само ја дотапкува таа топка, изминуваат последните секунди, конечен резултат 50:77. Кај домачините најефикасни Теофиловски со 14 поени, Шуменковски со 12, 11 поени постигна Крсте Вапски. Николовски 5-1 поен на Александар Ѓорчевски, 3 поени на Ценовски, 5 поени на Капитенов Костовски. Кај гостите најефикасен Богатиновски со 18, Беличковски 16, 11 поени постигна Љушич, по 10 Трпевски и Јаневски.
7 поени на Арсовски, 3 поени на Здравкович и 2 поени на капитенот Стојановски, кој што на почетокот играше подосна заспа на клупата. Последната четвртина 21-5 за гостинската екипа. И како што реков, уште еднаш конечни 50-77. Повторно дружење ви закажуваме во четвртото коло, кога екипата на КК Тетекс повторно ќе игра на домашен терен. До тогаш спортски поздрав и пријатно од екипата на Тетовски спорт, секако и од нашите верни пријатели потржувачи, Пица и кек сервис Јани FM и Music Bar Vibe.